Повелете се, прашање. Повелете. Затоа и ќе влезете сега во таа техничка влада за да обезбедите некаква одговорност за следните избори. Дали веќе разговаравте за персоналните решенија што ќе треба да ги заземат луѓето во таа техничка влада? Добро, еве, овој процес трае во Социјалдемократскиот сојуз, но и во опозицијата. Консултираме и граѓански организации, консултираме и луѓе интелектуалци. И ќе трае, сигурно уште одреден период, знаејќи дека решенијата излегуваат пред парламентот на 20 октомври, согласно договорот од 15 јули. До сега, она што е дефинирано е правно-формалните аспекти на влегување во министерствата на доволно ниво, за да може и опозицијата да биде гарантор во делот на спроведувањето на фер, демократски и регуларни избори, а секако и активен чинител во имплементацијата на оние работи, согласно преговорите кои што траат за реализација на договорот од Пржино во нивната конечна имплементација. Решенијата ќе ги имаме во соодветен момент, ќе бидат согласно она кое што е договорено од 15 јули во Пршино. Се уште, значи, немаме одлуки за кадровски решенија. Повелете други прашања? Да, повелете. Простите, не си гледаме дека мери. Значи, денеска, што сум известен, во рок од 7 дена, повторно, еден од основните судови во Македонија, овој пат Струмичкиот, донесува пресуда во ваша корист во однос на клевета и навреда од баш со граѓани од Струмица. Нагласи во рок од 7 дена, претходно беше Штипскиот случај, нели сега Струмичкиот. Како го толкувате се тоа? Претходно вие бевте централна фигура која нон-стоп одеше по судски предмети, каде што наводно вие бевте тој што беше обвинет за навреда и клевета, сега се враќа правдата назад, така сакате да може да се толкува се тоа или евентуално па судите со слободи од стресот и можат да работат по закон. Благодарам. Јас не би навлегувал во коментар на судски пресуди, но она што сакам да го кажам, а истовремено и да ве потсетам. Водејќи го проектот Вистината за Македонија, имаше една канонада на напади, директно врз Зоран Заев, а со тоа и врз Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата. Таа канонада на напади беше проткаена со огромни проценти на клевета и навреда од поединци. Секако, штитејќи го мојот образ и дигнитет, а со тоа и образот и дигнитетот на СДСМ, отворив тужби против вакви лица. Денеска имаме и втора пресуда за нарушување на чест и углед врз моето име, кое што секако е објавена во процедура која што согласно законот е донесена. Денеска од мојот адвокат сум известен дека тужбеното барање ни е во целост усвоено и има изречено казна за нанесување штета врз честа и угледот на Зоран Заев. Не би сакал да толкувам било што дали се случува во судството или не, посебно на изличен пример. Јас сум политичар. Дај Боже тоа да го почувствуваат граѓаните, дека правда оној што бара ќе ја добие. Оној што е виновен ќе биде казнет. Тоа е тоа кое што секое слободно и демократско општество мора да го прави, а граѓаните го очекуваат. Во оваа борба за слобода и демократија и европски вредности, меѓу другото беше и борба за правда. Се надевам дека пред се граѓаните кои што барат правда, а се правични, ќе добијат правда. За мене ова финансиска надокнада од некниот Штип или од денеска од Струмица не значи ништо. Целосно ќе ги донирам средствата во хуманитарни цели. За мене е важно што некако е овозможена морална сатисфакција на она што значи нарушување на чест и углед пред граѓаните, пред кои што секако настапувам како политичар, барајќи ја довербата нивна, градејќи ја со она кое што јас и СДСМ го работиме. Така да, најмногу што можам да кажам, нека биде искра надеж дека Македонија ќе го доживее денот кога ќе има правда за секој правичен и казна за секој што се огрешил во законот. Ако мислите дали ова е тоа што го чекаме, не е.
Зоран Заев е во прашање, тој е политичар. Кога граѓаните тоа ќе го констатират, тогаш е тој ден кој што сите се надевам го очекуваме. Повелете. Сакам да прашам господин Заев, како ќе го решите проблемот со администрацијата? Слушнавме дека има 180.000 вработени, а сега кажавте дека нема да отпуштате од работа. Како ќе го решите тој проблем во иднина, бидејќи македонскиот буџет е преоптеретен? Тоа е прво прашање. Второ прашање, како коментирате изјавата на Лјупчо Георгиевски кој што ве нападна дека опозицијата е исто криминализирана како власта? И трето прашање, ќе сакате ли да ми објасните како го објаснувате вашата средба со Минчо Јорданов, човек кој што 10 години е најголем тендераш на Груевски, исто така има медиуми кои што многу ве напаѓа Нова Македонија нон-стоп. Како објаснувате таа средба? Првото прашање го дадовме одговорот и тоа нешто не е дека СДСМ и опозицијата измислија топла вода. Сите оние земји од поранешниот источен блок, денеска членки на Европската Унија, и денеска и до ден денеска и Европската Унија применува модели така наречени економско-оперативни социјални системи за успешна, ефикасна и ефективна јавна администрација. Тоа не значи бркање на луѓето од работа. Тоа значи ставање нивно, максимално на места на каде што ќе бидат ефикасни и ефективни, каде што постојат неопходни потреби во општеството, па на крајот на денот да бидат административни асистенти на домашните инвеститори во делот на административните постапки, ефикасност и ефективност во нивното работење. Ние рековме дека ова не смееме да дозволиме никогаш повеќе да се повтори, меѓу кој да не се повтори никогаш партиско бркање или партиско вработување. Македонија мораме заедно да си ја градиме. Обстојуваме на ова и еве јавно го обелоденуваме пред сите граѓани. Втората работа за делот на обвинувањата, јас не сум ги слушнал, но да претпоставиме дека се така. Заре мислите ако имало криминал во Заев или во некој од власт од опозицијата, власта ќе останела анемична? Сите органи на прогонот се под контрола на власт. Не само тоа, и правосудните инстанции. Ако некој се огрешил од законот, посебно ако е во водството на опозицијата, верувајте, до сега нема да бил на слобода. Така да најсилниот аргумент, дали некој кривично се огрешил или не, е токму тоа. Власта до сега, во духот на тоа како е поставена во општеството, никој од нас опозиционерите нема да го оставил на слобода, ако имал макар тронка грешка спротивно работење на позитивните законски прописи во Македонија. И третото прашање, Зоран Заев беше поканет гостин заедно со делегацијата од СДСМ на 15 години на престижен медиум во Македонија, кој што е многу важен, посебно во делот на економијата, и секако во духот на подавањето рака кон сите медиуми се трудиме секаде да бидеме присутни и да изразиме респект за секој оној што се обидува да независно функционира и работи. Точно дека на таа средба се случија средби со многу бизнисмени, кои што на едноставен начин придоа. Ние нашите суети ги оставивме дома. Апсолутно приближувањето на некој поединец до опозицијата во најмала рака не смее и нема да значи било какво негово амнестирање ако се огрешил некој по закон или не. Тоа за што се бориме јавно, дебатираме, јавно го зборуваме. Зад него стоиме и јас, и Социјалдемократскиот сојуз, и целата опозиција. Како што гледате, Заев пристапува и кон новинари, и кон бизнисмени, и кон интелектуалци и поединци, кои што имаат целосно критичен осврт кон опозицијата. Немаме предрасуди. Ние сме политичари и апсолутно треба да разговараме со секој, при тоа секако знаејќи кој како е поставен во општеството и нашите ставови се јасно изразени. Знаете дека за дел од медиумите Заев се изрази со зборовите злосторничко здружение. Немаме предрасуди, заради тоа што дел од медиумите кога ги гледат на ТВ екраните, апсолутно не мора да бидете опозиционер за да констатирате згрозување од нивното однесување. Но секогаш верувам дека тоа не зависи од поединецот. Тоа зависи од група на луѓе,
Затоа секогаш сме биле отворени, транспарентни и секогаш стоиме на располагање било кој да приде, да се поздравиме со него или секако да изразиме човечки респект или почит, но апсолутно нашите ставови се јасно во заложбите за кои што секако и јас и СДСМ стоиме. Повелете. Молам, што е најспорно во преговорите, бидејќи денеска паузираат работните групи на 4 партии во очи на утрешниот краен рок за постигнување на договор, и дали е на видикот ситуација како да се повтори како за специјалниот обвинител? Комесарот Хан ја номинираше датата 6 октомври и ние ја прифативме сите како учесници во преговорите. Зошто убаво е да имаме зададени рокови пред кои што ќе итаме, а при тоа не мора да бидат запишени во договорот од Фржино. Прифаќајќи ја таа дата, секако и поучени од искуството во донесувањето на законот за специјалниот обвинител и изборот на специјалниот обвинител, се надевавме дека ќе извлечеме поука сите. Затоа и апелиравме и алармиравме дека не смееме да дозволиме во 5 за 12 да се носат одлуките, заради тоа што тоа не е добро. Ден порано, 2 дена порано е добре дојдено донесувањето на одлуките. Денеска сме 5, утре е 6. И очигледно ќе биде пак 5 за 12. Прво, бегање од договорот нема и договорот мора да се спроведе во целост. Тоа што се случува на преговорите повеќе е заобиколување, купување на време, барање паузи, отварање повторно на веќе затворени работи, се со конечна цел да се купи време повеќе од нашиот политички противник. Секако дека договор за изборното законодавство на 6 мора да се постигне. И од тоа бегање нема. Жалам што во последни моменти токму тоа ќе се случува, како што беше и со специјалниот јавен обвинител. Денеска од модераторите на средбата, тоа е господинот Питер Ван Хојт, се известени и нашите преговарачи дека денеска средба не закажуваат. Најверојатно, утре ќе имаме конкретно решение на маса за кое што ќе се носат одлуките. Предпоставам дека од кој да дојде на маса решението, тоа е на основ на целиот овој диалог кој што се водел целиот овој период позади нас, зад кое што решение секако и ние, но секако и другите во преговорите ќе ги кажат своите ставови. Заев, бидејќи гледаме дека се газат роковите, каква е вашата оценка, дали ќе има време за квалитетно прочистување на избирачкиот список? Не навлегувам во деталите, заради тоа што неколку пати се соопштени нашите ставови. Целосна проверка на избирачкиот список во Македонија мора да се случи. Секако нашите ставови се да тоа биде на еден транспарентен начин, кој што ќе ја даде конечната цел, а тоа е кредибилен избирачки список за граѓаните на Република Македонија. Не за Заев, за Груевски, за Ахмет или за Тачи. За граѓаните на Република Македонија. Знаете сите дека според официјалните статистики, пред се и на меѓународни институции, некаде околу 1.650.000 граѓани вкупно има Македонија кои што во моментот се во државата. Останатиот дел, заради мигрирањето, секако се надвор од државата. На последниот избирачки список имаме 1.780.000 гласачи. Апсолутно сите знаеме дека проверка, прочистување или ревизија на избирачкиот список мора да се случи. Повелете? Повелете? Микрофонот ако сакате, за да може да го добијат и другите ваши колеги и прашањето и одговорот. Власта во изминативе години имаше повеќе акции во форма на денови на идеи, средби со граѓани на кои што тие може да дават иницијативи своји идеи. Најавувате и вие нешто такво. Дали е некако пресликување на тој модел што веќе беше применен? Ево вака, ќе не следите во овие 5 недели, каде што ќе ги афирмираме 5 столбови на кои што се темели нашата платформа. Зборуваме за платформа заради тоа што таа платформа ја изработуваме како визија на СДСМ и опозицијата до интелектуалци, граѓански организации, граѓаните и секаде. Ќе бидат организирани вкупно 28 трибини низ Македонија. Не зборуваме да луѓето во Сандаче
стават своја идеја. Ке имат можност секој граѓанин кој што можеби не може ниту да присуствува на овие 28 трибини. Процесот го отвараме и за граѓаните, и онлайн, и физички, да дават свој придонес, но на самите трибини нашата надеж ја темелиме дека ќе бидат присутни доста интелектуалци, луѓе од секакви области, каде што сакаме да ги слушнеме сугестиите, нивните корекции, нивните добронамерни идеи, нивната визија. Заради тоа што ние го знаеме оној концепт за кој што се залагаме овде во нашите партиски структури. Но ниту се сметаме себе си за најпаметни, ниту пак дека знаеме се. Го отвараме концептот во овие 5 недели и навистина ги повикувам сите интелектуалци, сите стручни луѓе пред се, но и сите граѓани, кои што многу често не прашуваат како да дадеме придонес. Еве вака да дадеме придонес. Да дадеме конкретен предлог во кој што веруваме и да го споделиме во дебата на сите овие 28 трибини. 2 ќе има во внатрешноста, 1 во Скопје. 2 во внатрешноста, 1 во Скопје. Нашиот председател за економија Драган Тевдовски ги најави 6 само за оваа седмица, кои што ќе се случуваат, така да навистина овие трибини ќе бидат отворени за граѓаните. Нашиот дел на очекувањата е апсолутно оптимистички и позитивен, дека навистина ќе присуствуваат многу интелектуалци, граѓански здруженија, многу професионалци од областа во која што работат, за да може да не подобрат нас, да можеме заедно со граѓаните да изградиме понудата. После тоа ќе закажеме програмски конгрес, на кој што повторно ќе повикаме експертиза, интелектуалци, граѓански организации, професионалци да учествуваат. Така ќе го оформиме концептот на програмата на СДСМ, која што ќе ја испорачаме пред граѓаните. Други прашања? Господин Заев, во една прилика, во едно интервју кажете дека целата партија е оставена на ваши раце да се финансира, дека сите бизнисмени се плашат да го помагаат СДСМ. Сега кога се ближи крајот на режимот, дали бизнисмените се охрабрија малку да го помогнат СДСМ? Дали ќе можете да се соочите со режимската машинерија која што ќе ве чека во април? Сигурен сум дека режимот ќе истори десетици милиони евра за да го испере мозокот на народ. Во духот на транспарентноста на водењето на целиот овој процес, вистината за Македонија, јас сум транспарентен и секогаш отворено зборувам. СДСМ се финансира од својата чланарина, на своите членови, кои што во вака тешко економско време, верувајте, е доста скудна, од парите кои што ги добиваме од годишното финансирање согласно закон и фирми многу блиски до Заев, кои што секако најмногу спаѓат фирмите на Заев. Се охрабри одредени бизнисмени, но досега погрешни. Вакви пари на СДСМ ни на опозицијата не и требат. Се надевам дека вистински бизнисмени во рамките на законско дозволеното на транспарентен начин ќе го направат помагањето на опозицијата и СДСМ доколку одлучат тоа да го направат. Го издржавме целиот овој процес во опозиција. Ние сме 9,5 години во опозиција. Апсолутно една од најтешките работи во СДСМ е финансирањето на нашите организациони активности пред се. Секако и на сметките кои што ги имаме во партијата. Во целиот овој процес нема да дозволиме сол некој да ни трие на главата во периодот кој што доаѓа. Апсолутно сме на чисто, ако го издржавме целиот овој процес вака, ќе го издржиме до крај. Барем ќе знаеме дека не зависиме од никој кој што е дефиниран како припадник на капитал секторот, односно ќе можеме честно да се заложиме за единство, еднаквост во државата, да ја враќаме искрено средната класа при секој исправен момент на носење на законски решенија после 24 април, кога СДСМ ќе има чест да води владата на Република Македонија. Ако беше смислата на прашањето тоа, се надевам дека го дадов одговорот. Други прашања дали има? Ви благодарам на сите за вниманието.